Европско Скопје започнува да живее некаде во втората половина на 19 век, особено при крајот на 19 и почетокот на 20 век. Веќе се чувствува еден нов тренд во животот во градот. Започнува се повеќе да биде присутна западната култура. Облекувањето, модата ала франга почнува постепено да ја заменува ала турка. Се следат модните трендови на запад и воопшто градот започнува да живее со еден нов живот. Дваесеттиот век Скопје станало веќе формирана провинцијска отоманска населба, градска населба, со елементи на осовременување. Зградите кои Отоманската империја ги градела на крајот на 19 век, скоро без остаток биле во стилот на турскиот барок, значи биле европеизирани. Традиционалните отомански турски мала се претвараат во современ европски урбанизам. На македонскиот град од почетокот на 20 век не му треба кривулеста уличка и мала и кукички со настрешници и тремови. И на тој град му треба широка улица по која одат европски кочии, во кои се возат луѓе кои што се европски облечени и кои сакаат да ја покажат таа тенденција на припаѓање на новата авангардна класа која што јури кон некаква Европа, која што нели чука на портите на Отоманска Турција и на портите на сите земји кои на почетокот на 20 век ја делат идентичната и таква судбина. Изградата на железничката станица од десната страна на реката Вада условува за формирање на главната оска во градот, југ-север, од железничката станица на југ до север Вилецкиот конак блиску до Мустафа Пашината џамија. Се до 1911 година ова патот кој водело железничката станица до Вилецкиот конак водел низ кривулисти улички типични за османлиските градови, кога во 1911 година малотурската власт ја превзима еден градежен зафат и изградува на улица според урбанистички правила, која ќе носи името на султанот Мехмед Пети Решит. Улицата се гради по повод посетата на султанот Мехмед Пети Решит на Скопје. Ова улица неколку пати ќе го менува своето име, така српската власт кога ќе дојде после Балканските војни, улицата ќе биде применувана во Крал Петар. Подосна бугарската власт во текот на Првата светска војна улицата ќе применува во Цар Фердинанд, за да повторно биде вратено името Крал Петар во периодот меѓу двете светски војни, се во текот на Втора светска војна повторно да се вика Цар Фердинанд, а во комунистичкиот период и формирањето на Федерална Македонија улицата го носи името Маршал Тито, а денеска таа да се нарекува улица Македонија. Avec la montagne
на улицата Главна, која се отвара во 1911 година, кога доаѓа Султан Мехмед Решат V. Постојат, например, објекти, кафеани, гостителски, кај што одат, например, трговците, елитата на трговците, како што е хотел Парис, каде што главно ги посетуваат богатите еврејски трговци, потоа хотелот Москва, каде што доаѓаат службениците, луѓето од народот, или да речеме хотелот Маргер подосна, во кој што доаѓаат боемите, новинарите, каде што доаѓа Гркот Зорба со своето друштво и така натаму. На почетокот на 20 век, македонскиот град веќе представува реплика на европскиот град. Сеедно, дали таа архитектура е создавана под влијание на некакви реинтерпретирани стилски модели или пак под директни влијанија на архитектура која доаѓа нели препишана од европските средини, во кои архитектонските стилови се веќе дефинирани и во кои поимот на историцизмот и историзмот во архитектурата е дефинитивно расчистен како поим и никој во тој период во Европа повеќе не се бави со него. Тоа е периодот на челичните конструкции, на индустријската револуција, на расчистување со облечената архитектура, значи на Европа повеќе не е потребно стилско преоблекување на современите конструкции за да таа може стилски да се оправда или да биде по волјата на некого, станува искрена, логична и станува модерна. Конкретно 19 век, првите македонски студенти студираат на техничките лицеи во Европа. Информација која е малку позната. Студенти по архитектура во архивите на тие факултети ги наоѓаме запишани веќе 1894, 1886. Тоа се луѓе од Тресонче, од Западна Македонија, од Битола. Тоа се македонци, представници на видни македонски семејства кои што се наоѓаат во тие европски средини, заради кои е лесно да предпоставиме дека еден друг инпут, еден друг тип на информации почна да пристига во овие простори. Како паѓа притисокот на отоманската управа, така расте потребата за национално сознавање, национално зреење и создавање на национални архитектонски или уметнички стилови базирани на претходните уметнички традиции. Стилови кои во себе интегрираа се што се случувало претходно, се што е препознатливо и локално за територијата на која тие се случуваат, меѓутоа кои антиципираат една малку поотворена европско-светска слика за себе, сакајќи да создадат нели и да отворат едни малку поинакви перспективи. На градот во 20 век е повторно на еден одреден начин окарактеризиран со огромен дисконтинуитет. Градот повторно упаѓа во период на разорувања, раселувања. Тоа се споени практично 3 војни, Првата, Втората Балканска и Првата светска војна, кои што на овој терен недоволно е знаењето, односно во јавната прецепција, во јавноста, воопшто не постои слика за какви ужасни разарања и какви ужасни несреќи и померања на жив човечки материјал. Раселувања, убивања, изгладнувања, умирања. Версајската мировна конференција 1919 година беше потврдена од елбата на Македонија, воспоставена по балканските војни. По мировната конференција веднаш српскиот режим во Македонија воспостави цел систем на мерки
за нејзино целосно интегрирање тој дел од Македонија и постепено повеќе насилно отколку еволутивно денационализирање и асимилирање на македонскиот народ. Натаму Македонија доби третман на југословенски Сибир. Таму беа упатувани, така да речеме, најжестоките српски националисти, кои што требаше да ја спроведуваат српската режимска политика во Македонија. Овие војни ја менуваат целокупната идеолошка и општествено-политичка матрица во која што градот се развива, па дури го менуваат и светогледот. Градот наеднаш и припаѓа на кралството на србите, хрватите и словенците. Кралството и припаѓа на Европа пар екселанс. И градењето и обновата на градот стартира со апсолутен дисконтинуитет. Планираната историја, значи, на градот, она што се планира во модерна смисла, точно започнува со почетокот на 20 век. Некаде 1914 ми се чини е првиот план на Димитрија Леко. Тој е план за како Скопје да се интерпретира по начините на планирањето на градовите во Европа. Тоа е една мисла која што може да се рече само во различна размера, во друга магнитуда, е паралелна со мислата кога се реконструираше во половината на 19 век Париз. Тоа се значи плоштади звездести со повеќе 5, 6, 7 улици кои се сливаат во нив, кружни булевари кои што беа нарекувани венци. Тој план од 14 година нормално требало да чека долго за да почне да се остварува, се остварил преку планот од 1929 година од Јосиф Михајловиќ. Овие два плана, да речеме, две визии за градот се некако сукцесивни и на Леко и на Јосиф Михајловиќ. Значи, градовите што е планирани планот за градот пред Втората светска војна и се однесува за еден град кој што е вака концентрично централен, еден дефиниран град. Во него ги имаме влијањата од европското планирање, од доцното европско планирање, влијањата дури и од овие градовите градини кај Јосиф Михајловиќ во однос на некаква дефиниција на периферијата и воопшто на концептот на градот што е лимитиран по број на жители и по површина. Имаме печатени извори кои зборуваат за реакцијата и на скопјани од една страна и на стручната јавност од друга страна. Затоа е смешно и интересно кога ги читате секојдневните написи, кратки истории во весниците, дневните весници, посебно објавувани во периодот меѓу двете војни, низ кои што онака суптилно се тркала она граѓанско толкување и граѓанско скопско разбирање на новите нешта што се случуваат во архитектурата и во урбанизмот, кои се наоѓаат на две диаметрално спротивставени позиции. Едните кои сакаат да чуваат некакво топло, мило, дворско, чудно топло граѓанско чувствување за градот и ја одбиваат идејата за монументалноста, за академичноста, за јавноста на просторот, и една друга групација која што секако го представува системот, која што е блиска до системот на владење и на моќ, која вели да, сега има простор за парада, сега има простор за церемонија, сега има простор да покажете дека сте во град. Сега кој од нив беше повеќе во право, И едното и другото е град, меѓутоа кое е процентуалното учество на едното или на другото? Бидејќи и таа власт не е толку моćна во тоа време, таа не се занимава со реализација на целиот план, туку делумно и најмногу тоа што и
најбрзо се гледа и најмногу носи пари, се реализираат определени објекти кои се назначени во планот и тука веќе се реализира, нели, културата преку театарот, па потоа снагата на војската преку домот на офицерите, снагата на парите преку банката, се прави новата железничка станица. Во тоа аплицирање и примена на архитектонско-стилски модели, академизмот и неколку негови варијанти локално препознаени овде во Македонија имаат најголемо процентуално учество во дефинирањето на стилските образци на архитектурата, посебно на јавните објекти, додека освен академизмот, втора значајна стилска формација е модернизмот, односно влијанието на модерната европска архитектура врз развојот на одредени стилски образци во македонската архитектура од тој период. Една од најинтересните и највозбудливи приказни за Скопје и за животот во Скопје е изградбата на Скопските палати. За среќа, денеска во Скопје се сочувани неколку од тие познати Скопски палати. Ристичевата палата, која за среќа остана се до денес во Скопје е сочувана, таа стана препознатив белег и постои една многу интересна и анекдотска ситуација околу градењето на таа палата. Кога започнала да се гради некаде околу 1925 година, а наредните години била завршена, самиот собственик, господин Ристич, бил постојано присутен на местото на градбата. И кога ќе поминеле скопјаните, неговите сограѓани, и му велеле: господине Ристич, зошто толку полека се гради вашата палата, ние сме нестрпливи да ја видиме, тој многу духовито велел: подобро да се гради полека, но да биде добра, да биде убава и да биде издржлива. Неговите зборови на господин Ристич навистина биле пророчки, бидејќи во Скопскиот земјотрес таа палата речиси и не беше оштетена, токму заради тоа што тие градители на Скопје во тоа време посветиле особено внимание во квалитетната изградба на некои од објектите кои не можеше ниту Скопскиот земјотрес ништо да им направи. Да ја земе приказната за арапската куќа. Таа е изградена на собственикот Дики Чијан, познат скопски трговец, кој таа палата ја изградил и ја дал како подарок на својата сопруга. Палатата Шкаперда, која е изградена во 30-тите години, 1932 година, исто така едно велелепно, монументално издание, архитектонски, и таа палата на Шкаперда изврши големо влијание, да речеме, и на некој начин стана символ и препознатливот на Скопје од 30-тите години. Тука можам да ја спомнам, да речеме, и палатата Мацура, која се наоѓаше на денешниот влез од плоштадот на улицата Орце Николов,
од десната страна каде што сега се наоѓа поштата, и таа мацура беше особено впечатлива по својот архитектонски стил, но исто така една од највелелепните палати се наоѓаше на местото каде што е улицата Македонија на денешното Кафуле Плей, се наоѓаше огромната и велелепната Крангова палата. Во неја се организирани исто така кино представи, други представи и беше препознатлива по својата дух и по својата велелепност. Денешниот пионерски дом на Скопје, таа е велелепна палата која е градена исто така по Првата светска војна на архитектот Артемушкин. Во еден период таму биле Шабан Паша браќата, потоа таа ги менувала своите собственици, но таа палата изиграла голема улога во духовноста на Скопје. Таму се организирале првите свечености, доаѓале првите дипломати, дипломатскиот кор во Скопје. Потоа, после Втората светска војна, таму беше значи пионерскиот дом, кај сите нас, на многу генерации, има оставено голем впечаток. Во таа, значи, битка помеѓу академизмот и модерната, неупатно е да зборуваме дали некој ја добил битката. Затоа што објектите кои, например, ги знаеме во Скопје, како што се железничката станица, како што е зградата на Собранието, кои што биле резултат на конкурсни трудови, кои што биле распишувани, нели, во рамките на таа тогашна заедница и чии што варијации на тема сме имале прилика да ги запознаеме, всушност зборуваат за таа разнородност на присуството на стилскиот израз. Доволно е да ја спомнеме зградата на Собранието, кое што е распишан конкурс на кој првото победничко решение е во духот на српско-византискиот стил. Со византиски куполи, со кули камбанари во средината на комплексот, со еден општ, значи, византизиран под наводници стилски израз, за кој што пак градските власти се изјасниле дека не го сакаат. Зградата на социјалниот завод, која денес е Црвен крст, е всушност направена од Јосиф Михајловиќ и таа е еден објект на традиционалната 19 вековна македонска архитектура. А во истото време дадена е можност да се прави еден друг, сега дали точно беше завод социјален или нешто такво, денес е градска болница и тој е правен по сите принципи на модерната рамна фасада, хоризонтални прозори и така натаму. Одредени архитекти по казна биле испраќани да работат во Македонија, а кои имале силно нагласени модернистички сваќања кај себе, што за нас значело директен влез на модернизмот од европски вид, од централно европски вид, во архитектурата на Македонија. Нешто што се провлекува постепено, меѓутоа во четвртата деценија, пред почетокот на Втората светска војна, веќе укажува на доминантно, силно присуство на модерниот стилски израз, посебно присутен во зградата, нели, во Иблеровата зграда на Социјалниот уред за осигурување на работници, денешната градска болница, или во зградата на Злоковиќ Метропол на Скопскиот плоштад, која што се помалку се препознава нормално бидејќи е сокриена, повторно е облечена со стилот на 21 век, значи со големи скринови, со големи билборди, со церади кои што се принтани и слично, заради кое за жал не можеме да ја препознаеме изворноста и силината на тој чист модернистички јазик од 20-тите и од 30-тите години, кога на вистина Скопје ја има среќата представниците на таа белградска група која се бори за присуството на модерната архитектура да градат исклучително многу и во Скопје.
во офицерскиот дом, одела, да речеме, таа воена аристократија што била. Од другата страна во Метропол и во Маргер оделе боемите, новинарите и така натаму. Во хотел Парис оделе богатите трговци, додека во хотел Москва било општо посетена од граѓаните. Во хотелот Москва, каде што пеела популарната Совка, најслушаната песна во Скопје. И кога ќе почела таа песна да се изведува, целата публика станувала на нозе и аплаудирала. Тоа била песната "Ајде слушај Калеш Преанџо", и таа како народна песна посебно ги освојувала граѓаните во тој период. Дека левата страна на Вардар, во чаршијата, се свирала една друг тип на музика, така наречената ориентална музика, и сведоштвата од тоа време, по старите скопјани или документите, зборуваат дека, например, во најпознатата кафеја на од левата страна на Вардар, така наречениот Јанче Ван, се свиреле, ориентална музика се свирела, се играло чочеци, и тоа било главно таа препознатлива музика. Мирослав Крлеже, кога дошол во Скопје, одседнал во еден дел во чаршијата и опишува каков бил животот во тогашните Анови и Мејани. И он дава еден прекрасен опис на скопските улици во чаршијата, на кафеаните, на леблебиджилниците, и вели дека една од тие најпознати кафеани тогаш биле токму ова Јанчефан, каде што се играло чочеци. Познатата англиска писателка Ребека Вест, која доаѓа во еден период во Скопје меѓу двете војни и која дава прекрасни описи на Скопје, да речеме, на денешната улица Македонија, на кафеаните и, како што вели таа, на оригиналната македонска музика која допира од околните кафеанчиња кои се сместени во малите скопски улички на десната страна на реката Вардар. Новата култура, или да речеме таа прозападна култура и европизацијата на Скопје, многу брзо доаѓаат во градот, уште со првите кина, со првите филмови кои биле прикажувани во тоа време. Многу брзо во Скопје, најпрвим во кафеаните, во познатите кафеани, се прожектираат филмови, најпрвим документарни, но потоа и целовечерни филмови. Например, киното познато Уранија, подосна култура, за прв пат се отвара во 1937 година и спомените за него велат дека тоа било едно супермодерно кино, опремено со црвен плиш, со месингани, впечатливи топки и детали во киното. И исто така, во тој период, 1937 година, на Скопскиот плоштад се отвара едно пано за популаризација на филмовите, што е предвестник на денешните билборди, кое се наоѓало на Скопскиот плоштад. Во 1927 година е завршена изградбата на така наречениот Стар Скопски театар, кој е познат пред Втората светска војна и
по Втората светска војна, кој го познаваме како Стариот театар или како Македонски народен театар после Првата светска војна. Токму на тие денови кога се отворил театарот, се играла една представа посветена на животот во Старо Скопје. Значи, скопјаните дошле на отварањето и гледале една представа за животот како се одвивал во Старо Скопје и како тоа е прикажано на театарската сцена. Тој театар, заедно со Петре Прличко, со Тодорче Николовски, со Љупка Џундева, со Ацо Јовановски Снагата, со Драги Костовски, со Дарко Дамевски, со Вукан Диневски, со Димитар Ќорстаров и многу други личности, остаи траен и неизбришлив белег во културниот и општествениот живот во Скопје. Таа зграда остана во срцето и во душата на луѓето, на граѓаните. Прво, како архитектонско здание, кој остана незаборавно и впечатливо, и второ, пона духовна култура и духовната возвишеност што ја донесе во градот. Нашата казарма до входната врата един фенер висеше и свети още в нощта. И там ще се срещнем пак, там под фенера в нощни мрак, с теб лили марли, с теб лили марли. Наши сенки се сливаха в една и силната ни обич личеше той сама. И